Здраво на сите гледачи, следите нова видео дискусија од серијалот Јасно и гласно на Радио МОВ. Некаде сме на нешто на повеќе од половина година од како се одржаа локалните избори, нели од како се формира новите локални совети. Во советите преку независните листи влегоа повеќе граѓански иницијативи, односно луѓе, активисти со цел да носат промени во поглед на локалната развојна демократија. Исто така да им ја еден начин матат водата на партиските играчи и преку своите активности во локалните заедници да пружаат нови начини, нови можности, нови алатки за здружување, за активирање и да додат контра оној партиски модел кој што нели е некако закржлавен и навлезен во целото македонско општество во сите пори, па и така во локалните заедници. И тој партиски модел долги години некаде покажува нефункционалност, спреги, с разни сплетки, нели, одлуки само за инает на противникот, нели, или покажува некаде немање континуитет за остварување на јавниот интерес. Од тука без разлика дали се работи за дупови паркови, инфраструктура, локално загадување или било какви проблеми со малата, нели, кај што почнува се, нели, локалната заедница, независните советници би рекол тргнаа во една мисија да покажат една локална проактивност, што по автоматизам нели треба да значи зајакнување на граѓанските односи, солидарност и некаква правична размена на ресурси. Од тука 6 месеци, како што реков, од како се формираа советите, целта е да поразговараме што се случува, што е направено, како тие може да помогнат на сите овие цели, на какви проблеми наидоа советниците и што треба да се работи во иднина. Со мене во оваа дискусија имам Габриела Илиевска од иницијативата Поинаку од Битола, а потоа Јана Белчева од Шанса за Центар од Скопската општина Центар и Хамди Сулемани од иницијативата Подобро за Тетова. Благодарам на сите што учествувате во оваа дискусија. Габриела, би започнал со тебе. Зашто? Затоа што како иницијатива Поинаку вие бевте први со Иван Чулаковски, ако не се лажам, уште пред неколку години влеговте како... Молам? 2017. 2017, да. Влеговте како тогаш во Советот, а сега станавте и независен председавач од независна, нели, иницијатива која што влезе во Советот на Битола. Што значи, да речеме, на локално ниво? Практично прв пат, како што ми рековте претходно, нема некоја класична коалиција, туку вид на соработка некоја. Како од една страна се справувате со проблемите на граѓаните и јавниот интерес, од другата страна може би имате сопки од самите партии, како што кажав на почеток. Морам да кажам дека како што беше во 2017 ново да има независни советници, ова е пак нешто ново на кое многу тешко се навикнуваат сите. Искрено да сега секој си имал комодитет, секоја партија си имала целосно мнозинство и апсолутно не се грижела за тоа кој друг ќе влезе во Советот и се носеле стриктно партиски одлуки и се гласало за или против, како што кажа претходно, за инает. Не дека многу е сменато тоа за инает, морам да кажам дека во изминатите 6 месеци јас навистина се чудам на некои одлуки кои не се прифаќаат, на некои предлози кои не се прифаќаат, бидејќи во изборната кампања сите се колнат до безвез во транспарентност, во соработка, во работење за доброто на граѓаните и така натаму. Морам да кажам дека навистина е ново, посебно за нас како општина, мислам дека и за сите други е ново, кога ќе кажеш дека нема онаква класична коалиција како што се прави во парламентот, како што се правило досега во локалните совети, седнуваш на маса, се договараш толку директори, толку раководители, толку замерници, толку вработувања. Едноставно ние влеговме во овој совет со цел да ги промениме работите. Првата промена е таа што сакавме нормално да имаме председател на совет за да знаеме какви точки доаѓаат на дневен ред, бидејќи тоа е еден вид контрола над градоначалникот. Многу е важно да се има соработка прво со градоначалникот. Во овие 6 месеци јас морам да кажам дека успеавме да го донесеме до еден висок да го донесеме советот до еден висок степен на транспарентност. Значи во првите 6 месеци, односно во првиот месец, општина Битола отвори канцеларија за
прием на граѓани. Секоја советничка група има свој ден и неделно има отворен ден за граѓаните. Втора работа која што ја направивме, тоа е снимањето на комисиите на Советот. Мислам дека сме први во Македонија, каде не само седниците на Совет, туку се снимаат и комисиите, каде што реално се решаваат проблемите и каде имаат збор и оние кои се предлагачи, и оние кои се изработувачи, и оние кои се од администрација и така натаму. Дали наидуваме... Извини, ќе те прекинам. Сакаш да ми кажеш, да ми биде појасно на луѓето. До сега некои општини мака мачат за да се внесе снимање на основните совети на седниците, а ова е нешто комисија пред самата седница. Пред самата седница. Okay. Да, тоа е нешто каде што навистина се решава на кој начин ќе оди цела постапка. И морам да нагласам дека во 2017 ние бевме тие советници кои навистина мака мачевме да се снимаат седниците и морам да се навратам на едно време кога сами со мобилен телефон се снимавме и кога на таков начин ги вадевме работите од внатре. Морам да кажем дека ова е многу здраво за општините, многу здраво за самата функционалност, иако е тешко прифатливо за партиите, ќе биде уште потешко, бидејќи гледам дека и колегите од другите градови кои се независни советници стојат на своите ставови, што мене лично ми е гордост, морам да кажам. И мислам дека само на таков начин можеме во најмала рака да ја вратиме вербата на граѓаните дека сакаме нешто да промениме и дека таа промена мора да дојде однатре од институциите. Бидејќи сите ние сме биле дел сигурно и од некакви протести, од некакви демонстрации, да ги наречам. Меѓутоа, сепак, работите можете да ги смените само внатре во институциите. Јас сум сигурна дека и другите колеги се соочуваат со тоа дека партиите се во состојба дури да се договорат меѓу себе, само да не потпаднат под притисок на независните. И сигурна сум дека има и такви одлуки. Морам да кажам дека во Советот на општина Битола не сите одлуки се гласат со мнозинство, онака како што сакаат да речат на коалицијата. Многу голем број на одлуки се гласат со различен став. Многу одлуки не поминуваат на Совет, бидејќи нема мнозинство, иако стигнале на дневен ред, значи добро е и да стигнат на дневен ред, да се разговара по истите, па да видиме кој како ќе гласа. Морам да кажам дека нашите советници, односно ние гласаме стварно по сопствено убедување и по она што сметаме дека е добро за градот. И мислам дека колку повеќе постигнеме една таква ако наметниме еден таков начин на работа дека мора да се работи со отвореност, ќе тргнеме за напред како општини. Иако е тешко, да, многу е тешко, тоа морам да го нагласам. Се зборуваше за отвореност, тоа сега ќе те прашам, ќе се надоврзам и она што ми го кажа претходно за отвореност нели на советите, односно на комисиите, и она што рече дека партиите им е тешко малце да се навикнат. Еве, ти ми рече, се тргнала по овој пат, веројатно излезо од комфорт зоната дека мора политика да се води нели внатре од самите институции, самиот совет. Но што е тешко еве за самите партии да сватат дека е потребна таа отвореност, на што самите тие треба да се научат за да може да учествуваат во процесот. Вие да се ширите од една страна, ама и сите да има учество за да има некако консензус за некој работа. Знаете како, партиите мора да научат дека, посебно, значи зборувам стриктно за локална политика, мора да научат дека не може секоја одлука да се носи врз база на гласачко тело. Значи некогаш мора да се донесат револуционерни одлуки, кои што можеби на нечие гласачко тело нема да му се допаднат, меѓутоа ако се работи за доброто на поголемиот број на граѓани кои што го кажале своето мислење, мислам дека мора ние да се водиме од тие одлуки. И токму заради тоа сакам да кажам дека им е тешко. Меѓутоа во овој момент мислам дека се повеќе и повеќе во иднина ќе зависат одлуките и на советите, мислам дека и на парламентот во нареден период ќе зависат од вакви луѓе кои сакаат да променат нешто и мислам дека ќе се наметне тоа мислење и кај поголемиот број од партиите. Посебно кај двете поголеми. Фала ти, Габриела, ќе се навратам пак на тебе. Би сакал сега да додам на Белчева. Значи, спомена Габриела дека сега дел е председавач на Битола како еден голем град, но вие бевте исто Белчева председавач на општинскиот на советот на општина Центар на претходниот,
па после бевте советник, па нели председавач, па пак советник и така натаму. Сега повторно влеговте со Јаме Димевски, со Димна Пенчик како независни советници од Шанса за центар. Што се случува сега моментално во за тие што не знаат, еве, што не следеле, што е со председавачот моментално на центар? Има, нема? Што се случува? Дали може би ова значи ако нема председавач, слабната е функцијата на советот и има послабната функција за одлуки и така натаму? Да, токму како што рече и Габи, јас апсолутно се согласам дека промените внатре во институциите мора да ги правиме сите заедно и дека институциите да станат и силни и отпорни, да станат и стручни за да даваат подобар квалитет на услуги кон своите кон граѓаните и кон оние за кои се надлежни, е клучна работа и нашиот ангажман како Шанса за центар во Советот на општина Центар е насочен токму кон тоа, да повторно со принципите на добро владење успееме да помогнеме во носење на одлуки кои ќе бидат за подобар квалитет и достоинство на живот на жителите, конкретно на нашата општина. Како што може од многу податоци да се утврди, дури 70% од сите закони имаат некаква имплементација или директно влијание врз квалитетот на живот на локално ниво. Со тоа практично улогата на и децентрализацијата и самата улога на општините е многу важна за квалитетот на живот на секој поединец. Присуството на независните листи ми се чини дека покажа дека на луѓето на локално ниво, што веројатно можеме да предпоставиме дека тоа е истата слика и на ниво на држава, од онаа мејнстрим политика на која сме научени од големите партии ми е веќе дојдено преку глава, заради тоа што многу од напредокот што го очекувале да го направат со нивните одлуки не е постигнат. Јас се трудам ние да комуницираме што повеќе со граѓаните и низ таа комуникација отворена со нив да го видиме нивниот пулс, за да може практично Советот да ја завршува својата улога да биде силен глас за интересите на граѓаните. Она што во Советот во моментот се случува во општина Центар е таков распоред на силе на, да речам, поголемите политички партии, една помала партија и ние, да никој нема апсолутно мнозинство за да лесно се избере председател. Но тоа не значи дека нема задкулисни игри и договарање. За жал, немањето на председател на Совет значи немање на личност со целосна посветеност и одговорност за организацијата на одлуките кои се предлагаат на Советот. Со ова мислам дека и улогата на еден силен Совет, кој ќе значи силен глас на интересите на граѓаните, не е постигната, па така имаме многу често материјали пуни со грешки, недоречености, двусмислености и она на што мислам дека за жал се враќаме на назад, аналитика скоро и да не постои, се случува да ние без никаква квалитетно образложение и базирано на некаква податочна анализа, носиме одлуки кои само ги ослабнуваат и дискусиите, но и се закана за квалитетот на тие одлуки. Јас искрено се надевав дека ќе се смогнат сили за да ги препознаеме луѓето во Советот кои имаат капацитет и можност да го водат Советот и тоа не да го водат по желба на малкумина, него за да го направат силен за интересите на многумина, но тоа за сега не се случи. Ми се чини дека вака е малку неодржливо и дека се враќаме на назад, особено што и институционалната меморија на Советот, не зборувам само заради тоа што сум јас советник што бил и во претходниот Совет, туку и на самата институција општина, институционалната меморија како да не достига или
како да се враќаме на назад за работи кои веќе сме ги договориле или одлуки кои после макутртна работа и многу анализи, па дури инвестиции сме успеале да ги направиме, сега во новиот совет се нема интерес или да се доспроведа до крај, или се покажува некаков апетит и интенција дури и да се поништат или да ги снема. И ќе кажам само две накуса. Едната е, например, конкурсното решение за поранешната фабрика Треска. Тоа конкурсно решение не е многу долго. Минатиот пат го буткавме за да се најде како одлука на совет, за да се издвојат и финансиски средства за комисија која ќе изработи програмата за конкурсот, комисија која ќе ги оценува пристигнатите трудови и ќе избере труд, да сега ни се случува да, иако е сето тоа покриено со пари од граѓаните, општината, начело со градоначалникот, нема волја ниту да ги објави решенијата, држајќи се само до старите планови, како да одлука на совет не постоел, што е практично прекршување на законите. И уште една одлука за која во моментот се бориме да не се случи, односно да не се поништи оно што е постигнато, а тоа е програмата за урбана опрема, во која се даваше на јавниот простор, уредување на јавниот простор по мерка на сите корисници на просторот, а не само на оние кои прават некакви деловни активности на јавен простор, како што претходно за жал се случуваше, па сите ние други граѓани кои не правевме деловни активности, односно не профитиравме од јавниот простор, губевме во квалитетот на живот, во безбедноста на движење, во безбедноста на движење на нашите деца. Јана, тука ќе те прекинам само малце да попластично да објасниме за ова последно. Корисници на даден простор, дали се тоа збориме за од кафулиња, ресторани, тераси јавни, узурпирање на јавен простор, на улица, на тротоари, на делови, фрижидери, тезги и се друго што се наоѓа на јавниот простор. Па ја тука би ги кажала и билбордите. За мене ми се чини дека тоа не само што е визуелно загадување на градот, туку е и загадување на јавниот простор, особено кога ќе видите билборди на резиденцијални улички или на улици кои воопшто не се булеварски, нема таков простор и и го наградуваат и светлосно загадување прават. И дополнително, што многу често се баш на тротоари, на пешачки или на велосипедски патеки, а за нивно поставување не се плаќа комунална такса, иако го зафаќаат јавниот простор. Така да, ние имавме барем направено една програма, со која програма го определувавме, да речем, подеднакво правото на сите корисници на јавниот простор, што сега, со една иницијатива на угостители, Советот покажа брзо спремност да ја поништи претходната одлука и да им даде дури повикувајќи ги инспекцијските служби на општината да направат мораториум на контрола, што е само укинување. Значи, оној што донел закон и треба да ги спроведува законите, на своите инспекцијски служби да им каже да не ги спроведуваат законите, мислам дека е нонсенс. За среќа, тука повторно само што ова да го кажам, транспарентноста за која и Габи зборуваше, снимањето на седници и објавувањето на снимките помогна и граѓаните да станат свесни на која насока може таа одлука да заврши, па со една контратежа, да речам, на иницијативата на една заинтересирана страна, дадоа предлози свој и сега веќе не можат ни така лесно да поминат одлуките кога се под будното око на јавност. Ќе се вратиме повторно после на Јани на тебе, пак и на Габриела. Хамди, во Тетово па имаме една моментално, би рекол, многу чудна ситуација, нели, откако повеќе од 6 и нешто 7 месеци откако заедно со вашата соборка Елмедина влеговте во Советот со иницијативата Подобро за Тетово, овој град има една различна ситуација, односно нема совет, не функционира советот, блокиран совет, се споменува, нели,
завршна сметка од една страна, од друга страна во јавноста гледаме како партиите се препукуваат локалните, има избори, да нема избори. Што значи, ево од друга страна за граѓаните, за граѓанскиот малце да одиме, граѓанскиот аспект, што значи немање совет, блокиран совет и од аспект на одлуки, буџети, проблеми кои ги засегаат тетовчаните и одложување на ваквата состојба? Како знаеме, сите граѓаните веќе се уморни од можните избори што ги најавуваат и во Тетово и парламентарните, и нема веќе атмосфера и немаат расположение истите да излегуваат пак да нешто гласат или да бидат активни во такви процеси. Како што знаете, со неподнесувањето на завршната сметка во време од страна на општинската администрација до Советот на општина Тетово, ние сме се доведено до една ситуација каде што чекаме секој ден, 27-28 е крајен рок, што владата треба да донесе одлука дали ќе се оди во избори или ќе остане истите тука што сме, да видиме како понатаму. Ова цела драма се случуваше после нашата реакција која што ја имавме до градоначалникот со сечата на дрвата во улицата Страшо Пинџур, каде што ненајавено, некоординирано со уште програма која што не беше помината во Советот на градот Тетово за јавно зеленило и за како се вика животна средина. Таму имаме некои одлуки каде што они излекуваат и си превземаат одговорности во своји раце и еве што не се случи. Од тука во тој момент градоначалникот заедно со претседавачот на Советот, бидејќи што ние го поддрживме тој претседавач на Советот да биде од владеачката партија во градот Тетово, со неколку 5 главни точки, бидејќи како што спомна и колешката Габриела, дека они се навикнале да се договорат секој за тендери, работни места, директори и така слично. Ние се договоривме само со поддржување на претседавачот на Советот, они во спротивно да не се задржат во нашите 5 главни точки, детална ревизија на општина Тетово, која што веќе требаше да почне да се изведе, истата до се да се објавуваат сите договор право. Изгубивме малце гласот, не те слушаме, Хамде? Сега се слушам. Сега се слушаш, окей. Добро, како втора точка беше да се појавуваат и да се научната да се договори со претходно администрацијата и дополнителната Пак те губиме на моменти, Хамде, не знам зашто. Нешто знаете, телефоните сега не добро. се комуникација. Како трета точка беше разгледувањето на урбанистички детален план за блок 57, така познат како блокот Келак, односно тој блок веќе е суспендиран со одлуката во Советот и за истиот веќе се обработува нов план каде што ние бараме да се почитуваат сите нормативи и прописи, процента на натаму, како една од главните точки на околу транспортната пак исто е, но да се фокусира како градоначалникот општина пред Советот да ги информира граѓаните за секој момент што се случува преку онлайн платформите, апдейтирана секојдневна веб страна, апликации кои се може на електронски начин да се доведат на едно убрзување на процеси, да немаме проблем со корупција во општината, бидејќи се тропнува во врата, значи најдува во некој главен шеф кој што завршува секој вид работи. Како пета беше имаме позната улица Борис, како 10 години там граде околу 15 гради, каде што добар
Губиме пак некако, Хамде, не знам што е работата, не, дете слушаме да не, извини. Сега се слушаме. Да. Во улицата Борис Кидрич да се превземат и да се вратат сите тие зелени површини кои што се узурпирани, се претворени во паркинг места на општината. Значи, овие беа нашите компромиси и нашите барања од страна на градоначалник, од нашата страна до страна на градоначалникот и до председавачот на Советот на општина Тетово. Делумно, многу мал број или процент од сите овие наши барања се реализирани. Ние потоа почнавме да помогнеме во многу проекти и ангажмани кои што општината немаше капацитет, административен капацитет, професионален и друг начин, но некако се гледа дека општина Тетово иде во многу тешка состојба и во една од последните најави градоначалникот рече дека имало уцени од страна на градоначалници, од страна на советниците на независната листа, бидејќи они бараат администрацијата секој ден да работи за нив, за дополнителни прашања што се поставуваат и така натаму. Нашите дополнителни прашања и интереси беа да видиме и да оцениме каде досега општина Тетово се задолжи со 24 милиони и затоа во првиот пат кога го донесоа завршната сметка, ние, јас и Елмедина, заедно мојата колешка од независната листа, реагиравме на тоа дека не треба одма да се гласа и завршната сметка, бидејќи тоа било некој терк во секој општина, се гласале сите завршни сметки, но треба прво да имаме една детална анализа, наратив од тоа каде се трошени сите тие пари и да можеме да препознаеме у таа последна година 2021 каде е направен дополнителниот криминал. Значи се знае дека 24 милиони да го задолжиш една општина, тоа е само криминал, ништо друго. И во тој момент бевме нашата иницијатива беше поддржана исто така и од страна на мнозинството, на целокупното мнозинство, и таа точка не помина, дојде во наредна седница каде што во моментот немаше кворум, имаше кворум, немаше мнозинство за да се прогласи дневниот ред. Дневниот ред остана на 15 гласачки места и така натаму не продолжи ништо понатака. Во истиот момент градоначалникот го известил и Министерството за локална самоуправа заедно со владата за да почнува постапка за објавување на нови избори. Но како што гледаме, веќе поминува месец дена, немаме никаква повратна информација и од страна на председавачот на Советот, и од страна на градоначалникот, исто така и од владата, и мислам дека ќе остават да се продолжи со истото мнозинство. А кога се зборува и кога доаѓаме до мнозинството, значи ние како иницијатива секогаш сме биле конструктивни, сме поддржале сите добри процеси, добри точки во Советот. Често пати, како што спомна и колешката Габриела, ние сме оставиле неколку точки да доаѓат во Советот, да ги дискутираме, да ги расчистиме дилемите што ги имаме, и често пати ние сме гласале против и од некои одлуки. А тоа политичките партии не може да го голткат и многу е проблематично кога на председаваш на собрание или на мнозинство некој ќе им враќаш некоја точка, и уште проблематично е кога делот конструктивното мнозинство, како што бевме ја и колешката Елмедина, кој што го правевме мнозинството у Советот, значи да ги враќат овие точки и да ги контестираат, не им оди така лесно, но мислам дека полека ние ќе бидеме една добра автошкола за нив, они да се учат и да знаат како треба понатака да... Хамди, бе те прашам тука да ми рече дека делом на вашите, пред ова да се случи со Советот да дојде во ваква ситуација, сте имале некои предлози, делумно од вие прифатени, голем број не биле прифатени од општината, од градоначалникот, рековте од тогаш. Дали дел од овие работи имаат врска со работењето на Советот? И сега сето тоа може од една страна се скористи како аргумент, еве Советот го нема, не може да се решат овие работи. Или директно завршат можеби од капацитетите на самата општина за да може да се продолжат сите овие работи што вие ги имавте како приоритети. Спомнавте различни, од градежништво и така натаму, јавни простори. Значи,
Еве, вие и побрзо сте го препознали од подалеку. Значи, од неискусна и недобра администрација доаѓа до нерешавање на наши барања и проблеми. Значи, и кога една институција не е спремна или не може да ги решава тие проблеми, ќе почнува да го бара обвинителот лево или десно и одма ќе рече, еве, иницијативата подобро за Тетово некако ни дава пресинг, ние не можеме овие работи да ги постигнеме сите во исто време и да им одговориме и да ги сработиме нивните предлози и проекти. И тука доаѓа тоа да градоначалникот со добра волја на брзина, само што заврши 10-та седница, да го потпише таа одлука и да оди во нови избори. Значи, од тоа што им пречиме, од тоа што не се навигнале да општинската администрација да сработи, да има одговорност према работата и према тоа што се плаќат, затоа тие ги земат овие брзи одлуки и мислат дека им е на позитивна полза. Бомбата веќе им е пукната во раце, они препознале, но треба сега да се види како ќе се спакува истото, за да прави помали штети. Пошто една поголема штета ќе биде тоа да се организираат избори за совет во општина Тетово, ќе кошта 2 до 3 милиони евра, со тие 2 до 3 милиони евра ќе реконструираат барем дел од некои улици или ќе се ангажираат во некој си друг проект. Габриела, пак ви продолжил сега со тебе. Фала ти, Хамди. Она на почетокот ми кажа што се состоеше во последниве 6 месеци во форма на делување на председавач, што значи тоа за граѓаните, што значи тоа за партиите, секој нов момент, нов момент со снимање на комисиите, отвореност, учење сите да бидат отворени, како треба да учат. Но интересира, знам дека поинаку имаше доста иницијативи, бевте активни сте и на социјалните мрежи, неколку проекти најавувате во процедура, односно беше најавувано оној парк градски парк од 30.000 метри, мислам дека беше квадратни, да. Прифатилиште за бездомни животни и реконструкција на копанки. Може ли ми кажеш некако како сите овие работи влегува во вашата агенда и зашто се важни да ги туркате вие како иницијатива? Да, една од најважните работи за која сме ние тука внатре во Советот, тоа е реализација на проектите кои што сме ги ветиле. И морам да се навратам на Хамди, бидејќи гледам дека сите ги имаме истите проблеми. Само еден пример да наведам пред да започнем со проектите. Например, ние вчера имавме уредно закажана комисија за урбанизам. Знаеме дека сите општини сме заглавени со урбанизмот, дека треба некои работи да тргнат напред. Замислете, имавме 33 точки на комисија за урбанизам, а седницата која е во понеделник има скоро 80 точки, што значи дека ние сакаме да сработиме. Меѓутоа, замислете, на комисија на урбанизам не се појавуваат советниците од опозицијата. И едниот советник кој што доаѓа од другата помала политичка партија, што значи дека остануваат само 20 советници од мнозинството и комисијата не може да се одржи. Тоа води до друг круг затворен, значи пред седница ние мора да ја одржиме комисијата, рачунајте дека имаме комисија со 33 точки од урбанизам понеделник, после продолжуваме со седница која има скоро 80 точки, и сето тоа мислам дека се прави само за да се изврши притисок врз председател на совет, врз покажување дека не можеме да функционираме. Инаку јас друго објаснување, например, немам зошто некој би сакал, посебно опозицијата, зошто би сакала да ги стопира реализација на проекти кои што стоеле можеби 10 години некаде во некоја фиока. Во контекст на проектите, баш заради тоа и ова го кажав, точно е, трите проекти се веќе најавени, истите сметам дека до крајот на годината ќе го видат и светлото на денот со својата реализација, бидејќи за сите три се предвидени и средства. Паркот е нешто кое што навистина ние се залагавме во предизборната кампања. Замислете, Битола да бива парк од прилика 30.000 метри квадратни. И тоа е втор парк што се прави, бидејќи Битола во последните години е изградена, има еден свој нов дел што се нарекува, и тој нов дел е дел каде што нема ни една зелена површина. Морам да кажам дека за изнаоѓање на парцела со зеленило беше очајно тешко, бидејќи како и сите други градови, така и Битола се дави во згради, се дави во градење, се гради без компакс, и навистина ова доаѓа како освежување. Морам да кажам дека од граѓаните беше
прифатено максимално добро. Почната е реализацијата. Јас се надевам дека за многу скоро ќе има видливо на терен. Вториот проект тоа е прифатилиштето за бездомни животни. Морам да кажам дека тоа е мој лична заложба, бидејќи пред 4 години за истото сме се залагале. Морам да кажам дека бевме игнорирани, а Битола има страшен проблем. Во овој момент дури и сакам да кажам дека се наоѓаат луѓе кои сакаат да помогнат. Ние изнајдовме луѓе од Битола кои се занимаваат со таа дејност, ни изработија бесплатно проект кој што го донираа на општина Битола и кој истиот ќе биде имплементиран во периодот кој следи, и секако реконструкцијата на планинарскиот дом Копанки, кој во изминатите 9 години откако изгоре служи за градење на политички кариери на министри, директори, пратеници, советници, градоначалници и така натаму. Еве, можело и тоа да се направи. Морам да кажам дека ако се сака, се може. Ако се сака, може сите заедно да ги спроведиме одлуките. Меѓутоа, морам да кажам дека дури и овие 3 добри проекти не одеа така лесно и со одобрување на сите советнички групи кои се внатре во Советот на општина Битола. За крај ќе кажам само еден пример. При промоцијата на местото каде што ќе се наоѓа паркот, јас лично како председател на Совет редовно за сите настани, за сите работи кои се случуваат во градот, упатувам покани до сите советници. Значи не само до координаторите, туку до секој советник лично. И морам да кажам дека навистина ми беше криво што колегите од СДСМ и коалицијата и колегите од Левица не се појавија дури да видат. Значи секогаш може да добиеме од секој предлог и од секој може да добиеме нешто плюс за да го спроведиме. Јас сметам дека тој парк ќе биде за сите битолчани, како што на пример би бил парк во Тетово или парк во Скопје. Парковите не се со политичка ознака и дека нема да одат тие луѓе во тој парк. Навистина мене ми е смешно. Може би не размислувам така, меѓутоа некои работи се навистина смешни да плукаш такви проекти и такви работи кои се градат во градот. Меѓутоа тешко е и несватливо. Се уште и уште ова во контекст на снимањето на комисиите, дури морам да кажам дека бев наречена, значи поставено беше прашање до градоначалникот, советничко, од координаторот на советничката група на СДСМ, дали знае градоначалникот дека јас сум ги снимала како големиот брат. Јас не можам да разберам некој што е во опозиција да не сака да има транспарентност, да прашува, да спроведува. Мене тоа не ми е навистина сватливо. Оно што ме подсети, сега да те прекинам, Габриела, ме после тебе со Јана, но ми текна нешто го спомена паркот. Камде што се случува, Битола се бори за втор парк, нели? А Тетово нема ни прв парк, нели? Имаше една иницијатива на граѓани што беше позитивно праќена у јавноста, на социјалните мрежи се прошири. Нели, Тетово сака парк. Како може вие како советници да помогнете во сето тоа и како граѓаните можат преку другите иницијативи да помогнат да се направи тој парк од друга страна и тој парк како некоја символ на она што го споменавте, на некое градење, контраградење, но некое граѓанско место, зелено место каде што ќе почива, нели, оној граѓански отпор на сето тоа што се случува во поглед на урбанизмот во Тетово. Така, таа беше една иницијатива и е една иницијатива активна за поздравување. Ние бевме по една презентација на истата како советници, бевме поканети сите. Ги следиме чекорите на истата иницијатива, но треба да се знае, бидејќи таму има и една математика или калкулација како би се изведело тој паркот. На општина Тетово би му чинал тој паркот околу 60 милиони евра. Како знаеме колку ни се задолжени општините, кој капацитет имат општините за да ги развијат таквите начини, таквите паркови, значи тоа е невозможно. Другата работа, што некако не ни е јасна сликата и за таа иницијатива, таа произлегуваше од како дојде суспензијата на деталниот урбанистички план блок 57А. Ние затоа како листа, како иницијатива, пред 2 години и пол до 3 се ангажиравме во тој дел да го
успориме тој проект од страна на со бившата градоначалничка, но никако не успеевме тоа да можеме да влијаеме тој проект да се стопира и да не почне да се имплементира. Ние затоа баравме суспензија и во анализата или во елаборатот за суспензија кој што е припремен од страна на комисијата, многу јасно и читливо се пишува дека треба да се слободат коридори, продори на чист воздух, да не се прават бариери, градски зидови кои што ќе го блокираат градот. Иницијативата која што веќе се води од Тетово Сака парк, како наш предлог превзеде и тоа за да може да го анализират постепено или фазно да го решават тој проблем со паркот. Треба да се почне од една точка, па потоа да се види да се развија точно во парцелите кои што веќе се купени се од приватни инвеститори или да може да разгледат и друг начин на комуникација да одат према страната на касарната на Тетово, каде што тоа уште е државно. Според податоците кои ги има они, кои што не беа конкретни и точни, таму се зборуваше дека делот монопол беше 13% во приватно владење, делот на како се вика на Шикелак беше околу 16 или 19% на владење, приватно владење, тоа не беше вистината, бидејќи информациите ги немат од катастар. Значи има дел од незапишани објекти, а кои што имат право на собственост. Значи затоа грубата калкулација излегува за да се направи еден таков парк би чинело околу 60 милиони евра. Секогаш во урбанизмот, значи јавниот интерес е прва точка и урбанистите секогаш јавниот интерес го гледат значи да го решават или да го реализираат, ама некогаш кога би чинела на вакви мали градови со толку заложби и со толку проблем на функционалноста, не е туку така едноставно лесно да се доведе и да се реализира еден таков парк. Хамди, само ќе те прашам, не спомна дека проблем себе парите, наоѓањето на средства за еден таков парк. Може би тука се алтернативни начини на собирање средства, краудфандинг кампањи, не знам, да се побараат на национално може би ниво пари од националниот буџет некако да улета на приватни инвеститори и така натаму, додека траат паралелно нели оние имотните проблеми со земјиштата решавање. Многу е тешко да се бара во централно ниво некоја помош да дава за такви поголеми проекти, бидејќи истите ги продале тие како се вика тие единици или тие позиции, тие површини. Тоа Шикелак е предадено во 2016 и што сега ќе го вратиме продадено за 500.000 евра или за милиони евра и ајде сега во 2022 година да вратиме да го уплатиме истиот со 22 милиони евра или со 30, тие ќе се плаќат пак од нашите пари. Значи, два пати оштетување на граѓанинот, еднаш кога е продадено и втор пат кога пак се купува. Значи, тука општините треба да ги стопират и да им овозможат минимумот тоа што можат да градат, да не им се успорува нивното стекнато право, бидејќи некој го купил се некои пари, а тоа со какви пари треба други институции да го гледат таа проблематика, така да тука е проблемот каде што Тетово Сака парк се појави во добро време, али треба да се види и зошто баш во тоа време. Се надеваме дека не е некоја иницијатива која што има некоја друга насока или друга цел, но се надеваме дека ќе се почне од едно место и ние секогаш како група советници ќе ги поддржиме за Тетово Сака парк, бидејќи ние од Тетово уште ден денеска немаме ниту еден парк, градски парк. Да, само уште ова ќе те прашам тебе за крај. Немате градски парк, што се случува со јавниот превоз? Знам дека пред неколку месеци ние бомбастични имаше наслови у медиуми дека Тетово конечно добија јавен превоз. Моментално Тетово вози ли некој автобус од А до Б точка, превезува ли патници или тоа уште не се случува? Многу заложби на градот. Вие дали може нешто воопшто да направите до тоа како советници? Не знам. Многу заложби, но многу пред кампански заложби на градоначалникот останаа само по камери и по хард дискови, ништо во реалност, значи нешто не оди како што треба во општина Тетово, има големи проблеми. Како се оправдуваат они, како секој градоначалник, на големи обструкции од страна на администрацијата.
но немаме уште транспорт, требаше на 1.6 да почнува веќе транспортот, а веќе нема каде да се движиш, како и што доаѓа сезоната на странците што доаѓат тука во Македонија, така да уште проблематично ќе се случи, а од 10 јуни веќе и школото ќе заврши, нема да има и кој знае некоја голема потреба од движење на деца, студенти и големи проблеми. Се надевам дека ќе ги решавате ред по ред сите овие проблеми што ми ги кажа. Кога сме више на решавање на различни проблеми и активности, Јана со тебе исто би те прашал за на крај. Вие имавте, освен што ми ги кажа сите оние работи поврзани со борбата за спорниот дел, со Holiday Inn или делот кај Треска, конкурсите, сите оние работи, узурбацијата нели и на јавниот простор, летните раси, така назовам. Имавте интересна една работа, интересен феноменот каде што имаше претходно, ако не се чинам, Јосип Брос позади имаше некој друго школо, па се појавил Киро Лигоров, локал кој што нели би функционирал дел од школата. Исто актуелно е сето ова и како, зашто е важно да не се случува сето ова во самите школи, вие реагиравте и како може граѓаните да се немират, родителите реагираа, но вие како можете како советници да реагирате, да не се случува, да не продолжи да се случува ова понатаму? Па гледате, јавниот простор, како што претходно разговаравме, дали е простор за правење профит или треба да биде подеднакво достапен за сите жители и да им даде на сите жители квалитетен простор практично за нивните потреби. Она што е двор во училиште, секако има првенствена намена да биде простор за децата од училиштето. Ние се соочуваме со едни други проблеми кои исто така не смееме да ги заборавиме, а тоа е на кој начин се финансираат општините, па потоа и како се финансираат општинските институции, а училиштата се општински институции. И според законот, тие имаат право на вистина да издаваат дел од својот простор вон часовите, за да со тоа издавање некакви самофинансирачки активности имаат за да си ги покријат другите сметки за кои не им стигаат доволно средства. Но балансот мора да постои, никој да не биде уштетен, бидејќи ако дозволиме само заради прилив на пари просторот да го распродаваме, ќе не се случи токму ова што и Хамди го зборуваше. Ќе се продаде парцелата и таа ќе стане приватна собственост, ќе биде многу тешко да си го вратиме назад. Тоа не се случува воопшто со продажбата на јавниот простор, но и со многу други елементи кои законски се дозволени, а се всушност на штета на сите нас. Например, како се дооформуваат парцели, што не се случи кај Holiday Inn, ама не се случува и секој ден на секаде, а тоа е ако некој поседува 30% земјиште, да може да се докупи уште 70%. Мислам дека тоа е една одлука која иако се води како законска, е драконска во однос на интересот на жителите. Ние со тоа си го распродаваме државниот имот или дозволуваме државниот имот лесно да стане плен на оние кои можат да направат откуп на земјиштето за потоа да го мултиплицираат профитот. Втора работа е начинот на легализација, па дури и овие процеси на денационализација на големи објекти, како што е случајот со Треска, кој еднашка вратен на собственикот, на каков начин, без да коментирам, многу е тешко повторно да стане простор кој ќе му служи на целиот град или на граѓаните во непосредната околина. Нам во центар не се случува, за жал, губење на јавен простор за вредност од 7 евра по квадрат, што е нонсенс. Ми се чини дека тоа да не излезеше во јавноста и медиумите да не ги следеа будно процесите на продажба на државно земјиште, никогаш немаше да се случи промена и на таа одлука
за која многу пати претходно сме алармирали. Но тоа финансирање на општините за да ги задоволат потребите и за да може да одговорат на потребите на граѓаните, мора да биде адресирано и ние сите мора да зборуваме за тоа на кој начин не само се троши, туку и како се полни општинскиот буџет. И кога ги разгледуваме сметките на општината, да ја гледаме и приходната и расходната страна. Она што сега сакам да го кажам во однос на финансирањето поврзано со ова што го зборуваше Хамди и ситуацијата што им се случува во Советот во Тетово е да со неизгласување на завршната сметка или со неизгласување на буџетот паѓа Советот, што е многу една симптоматична, да речем, одредба во законот, заради тоа што Советот токму тоа и треба да биде коректор на работата на администрацијата и да ги пренасочува активностите за да се даде вистинска тежина или да се финансираат вистински активности од интерес на граѓани. Неусвојување на буџет не може да биде грешка на Советот, може да биде грешка на оние кои се предлагачи на таквиот буџет. Исто така и завршната сметка ако не е усвоена од Советот, тогаш треба други институции да се разбудат и да ги прегледаат, да речем, одговорностите на оној што и законски има главна одговорност за располагање со буџетот. Ние имаме абсурдна ситуација. Паѓа Советот, а не се повикува на одговорност оној кој законски е надлежен за спроведување на финансирањето на сите елементи поврзани со буџетот и финансиите. Такви и други има одлуки кои се по мене исто така нонсенс. Погрешни, например, делови на урбанистички планови се тумачат како така наречена техничка грешка која му се дава на Советот да ја усвои, а техничката грешка многу често се гледа дека воопшто не е техничка грешка, туку е намерно направена грешка која е протната во урбанистички план, само за да тој задоволи некакви параметри генерални за да може да помине како целина, а потоа внатре fine tuning се прави и се штимаат такви поединечни парцели. Наместо да се става Советот во ситуација да ги одобрива како технички грешки, тука треба да се викне на одговорност оној што го изработил и оној што го одобрил, бидејќи секој план си поминува и стручни тела, но уште повеќе што лиценцирана куќа го прави планот, и ако внатре протнува такви за ситни интереси на поединци, проблематични ситуации кои се враќаат на Советот како технички грешки, тоа е алармантна ситуација на која треба да ги повикаме другите институции. Така да ми се чини дека ние уште многу работа имаме во однос на тоа децентрализацијата на вистина да функционира онака како што е замислена и треба сите да се залагаме за тоа, само заради тоа што од тоа се зависи квалитетот на живот и за нас, и за нашите деца, за нашите соседи, за целата заедница тука. Ми се чини дека транспарентноста многу помага и будноста, да речем, на медиумите и сензибилизирањето на јавноста за сите овие проблеми е клучно важно за да може да направиме промени на локално ниво. Промените на локално ниво се оние кои граѓаните најбрзо и највидливо ги чувствуваат во секојдневието и заради тоа овие проблеми за кои сите зборуваме, недостаток на зеленило, преизграденост, недостаток на паркови, недостаток на јавен простор, недостаток на јавен превоз и така натаму, се клучно важни заради тоа што тоа се индикаторите кои ќе ни покажат дали ние добро владееме на локално ниво или не и дали одговара начинот на развој на општината според потребите на граѓаните. Оно што се случува во моментот е дека ние имаме голема дискрепанца. Како се законите поставени, во која насока се носат одлуките, а што се реалните потреби на граѓаните. И заради тоа ми се чини дека само здружено може да направиме некаква промена на подобро, таа ни е насушно потребна, оти сите сме во тоа. Оно што спомна здружено, сега сакав на крај баш го начина прашањето што сакав за окружување. Здружено, еве се независните советници влегоа во советите како никогаш досега почнаа да влегуваат. Дали можеби следен чекор е некако поширок некој фронт
па можеби излегување и на парламентарни избори како некој поширок фронт, или можеби треба да остане на локално ниво сето ова, тоа е нели вечното прашање сега што се води по дискусии. Дали на локално ниво треба да почне? Да, ја не би го отварала сега во оваа дискусија, сите опции се можни, ништо не би затворила, ама не би не отворила дискусија, тоа е една многу голема, да речам, дискусија, како понатаму, укрупнувањето на овие независни, нивните, да речам, заеднички имените. Не, ја сакам веројатно да прашам, веројатно треба уште растење, уште учење, сите учат во сите овие процеси, нели, има напред тргни, па еве се гаси советот, па нема председавач и така натаму. Сите вие веројатно учите во целиот овој процес и вашите советници, соборци и другите што ќе додат ќе учат од целиот овој процес. Апсолутно, да, и многу е важно ние сите да ги разменуваме сознанијата, искуствата и во овие вакви дискусии, но и другите дискусии што си ги организираме како независни ни помагаат нам и да се едуцираме, да се надградуваме, па дури да си споделуваме идеи, сознанија и ама кога велам здружени, не мислам здружени само на независните, мислам најмногу на граѓаните, мислам дека тука улогата е најважна на граѓаните. Колку имаме ние побудни граѓани, помокни граѓани, слободни граѓани да го кажат својот став, толку и работите ќе се движат на подобро. И заради тоа ми се чини дека секогаш обединувањето ние околу интересите на граѓаните, за да ги поврземе сите нив да учествуваат во начинот на донесување на одлуки кои на крај ќе се врати како нивно достоинство во живењето. Благодарам, мислам. Крај може? Може слободно ако имаш завршен. Да, морам да се сложам со Јана дека денес разговараме на друга тема и дека многу е важно да знае јавноста, а ние сите тука кои сме присутни, а ние кои не се присутни на оваа дебата, се независни советници. Прво мора да го знаат, да знаат колку е тешко да станеш независен советник и колку нашата држава и нашите закони имаат направено еден свој план, така наречен, за најтешкиот начин за да стигнеш, да влезеш во институциите, да биде по независен пат. Затоа сметам дека, кажав и на почетокот, дека мене ми е многу мило што сите ние останавме на своите ставови во овие 6 месеци и воопшто не се сомневам дека ќе останеме на истите ставови понатаму и тоа е она што во овој момент треба да ни биде важно. И нормално слушањето на граѓаните, како што кажа Јана, да не се тргаме, најважното нешто е да слушаме. Да слушаме што ни кажуваат. Секое тргање настрана од слушањето на граѓаните ќе биде уништување на надежта на секој од нив дека нешто може да се промени. И на крај се сложувам исто со она што го кажа дека малце е нелогично, не се гласа завршна сметка, паѓа совет, не паѓа градоначалник. Тоа е стварно дури смешнен дел од законот кој мора во најбрз временски период некако да се изнајди начин да се промени, бидејќи тоа не е нормално да биде така. И ние денес цел ден зборуваме за советот и за советниците, бидејќи тоа сме, меѓутоа една од најважните работи е соработката меѓу институцијата совет и институцијата градоначалник. Колку повеќе има соработка, толку повеќе може да функционира општината. Доколку нема соработка, колку и да сакаме ние нешто да постигнеме, се враќаме на она што му се случи на Тетово, дека советот колку и да работи, доколку нема слух кај градоначалникот, советот може да падне, може да има избори, а сите знаеме колку е тешко. Најтешко мислам дека е сега после 6-7 месеци да има избори. Мислам, не само од финансиска страна, туку сметам дека е многу тешко и во оваа ситуација во која се наоѓаме, и како држава, и како општини, и со финансиските проблеми, и со се друго, дека е најтешкиот период да се организираат избори. Меѓутоа, може би наменски се случуваат некои работи, бидејќи еве и Центар, и Тетово, и Битола, никој нема мнозинство без независните советници. Мислам дека сме единствени 3 општини во државата. Благодарам сите луѓе за учеството. Може уште многу да се збориме, ама више поминаа 40 минути овие предвидени што се. Благодарам сите уште еднаш за учеството. Посакувам успех понатаму во советите, сите активности, проекти,
Ќе имаме соработки понатаму и на медиумски план, така да ќе бидеме во контакт и посакувам сите убав ден на гледачите, дојдување нели до следната епизода на Јасно и гласно. Поздрав од сите.